Институциите од областа на културата се вклучуваат во акција за помош на населението од поплавените подрачја по невремето во Скопскиот регион. Театрите, музеите и галериите ќе реализираат представи, концерти, продажни изложби и други активности, а собраните приходи од продажбата на билетите ќе ги префрлат на посебна жиросметка, наменета за помош на граѓаните погодени од поплавата, информира Министерството за култура, кое ја соопшти и програмата со хуманитарните настани. Вкупно 14 представи во текот на август и септември ќе одиграат Македонскиот народен театар, Драмскиот театар Скопје, театар комедија, Турскиот и Албанскиот театар, како и театарот за деца и младинци. Со две изведби учествува и танеца, Македонската филхармонија и операта и балетот. Ќе имаат вкупно 5 гостувања низ македонските градови. Со вкупно 17 хуманитарни изведби на театарски представи, филмски проекции и продажни изложби на уметнички дела. Во текот на август и септември се приклучуваат и сите останати театри и центри за култура од целата земја. Археолошкиот музеј на Македонија организира крводарителска акција. Оваа институција, како и Музеот на македонската борба, Националната галерија на Македонија, Музеот на Македонија и Музеот на современа уметност, воедно организираат и изложби од кои заработката ќе оди директно за помош на погодените од поплавата. Приходот од билетите од август за посетата на Музеот на вода во Охрид ќе бидат донирани за хуманитарна цел, а Охридско лето воедно приходите од 2 концерти на својата програма ќе ги намени за поплавените. Министерството за култура на 21 август на локалитетот Кокино пак, во рамки на проектот Кокино македонски бренд, ќе организира настан насловен Тврдина на сонцето. Во текот на целиот ден ќе се реализираат едукативни програми, работилници, астрономски предавања, кино на отворено, а вечерта во склоп на музичката програма концерт ќе одржат Мухамед Ибраими, Фолтин и Кирил Џајковски. Настанот ќе биде хуманитарен и сите средства донирани од посетителите ќе бидат наменети за жителите од поплавените подрачја.